20 часот централно издание на дневникот Добро вечер, почитувани гледачи. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Во мај следната година планирано е официјално да се пушти во употреба автопатот Демир Капија Смоквица. По 13 динари ќе се откупува Вранецот, а 11 Смедеревката. Ова се цените за кој годинава ќе се откупува грозието од реколтата 2016. По повеќе од 5 децении основното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Свети Николе ќе добие нов кров кој ќе биде енергетски ефикасен. Според планираното, автопатот Демир Капија Смоквица официјално треба да биде пуштен во употреба во мај следната година. До сега 85% од градежните работи се завршени, а до нова година треба да заврши асфалтирањето. Во мај следната година планирано е официјално да се пушти во употреба автопатот Демир Капија Смоквица. 85% од градежните работи се завршени, а до нова година треба да заврши асфалтирањето. Раководството на компанијата Актор, која го гради овој автопат, информира дека по нова година останува да се заврши електрификацијата на тунелите и на мостовите. Автопатот Демир Капија Смоквица почна да се гради во септември 2012, а со неговата изградба се очекува да се скрати времето на патување и да се овозможи поголема безбедност во сообраќајот. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, директорот на јавното претпријатие за државни патишта и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски извршија увид во градежните активности. По цена од 13 динари ќе се откупува Вранецот, а 11 Смедеревката со мали измени во шеќерните единици. Ова се цените за кој годинава ќе се откупува грозието од реколтата 2016. Ова беше договорено на заеднички состанок во Неготино, на кој присуствуваше и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски. Конечно падна договор помеѓу лозарите и откупувачите на грозие. За 13 денари ќе се откупува Вранецот, а 11 Смедеревката со мали измени во шеќерните единици. Впрочем, ова се минатогодишните цени за кои едногласно се согласија и двете страни. Ова беше договорено на заедничкиот состанок во Неготино, на кој присуствуваше и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски. Ние како влада и како министерство најбитно и сме фокусирани на тоа. За таа цел неколку пати организиравме средби во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Имавме поединечни средби и со лозарите неколку пати, и со винариите, и постојано на состаноци, на заеднички состаноци дискутиравме за повеќе отворени прашања, имајќи ја во предвид актуелната состојбата и со Бардарие, од каде што добив уверување дека за краток временски период ќе ги намират сите долгови кои што ги имаат и дека и тие имаат интерес да отпочнат со откупот и да произведуваат вино и од оваа реколта. Со надеж дека гроздоберот ќе се реализира на задоволство од двете страни беше и лидерот на лозарите Љупчо Аризанов, кој рече дека по долготрајните преговори кои што ги имале оваа година, конечно дошло до компромис. Овогодишниот род се откупува по минатогодишните цени 13 со 11. Тоа е Смедеревката 11 денари, а Вранецот со 19 шеќерни единици 13 денари. Сметам дека тоа што го баравме на некој начин и го добивме. Со едни мали допуни кои што учествуваат во шеќерните единици, но мислам дека тоа е незамарливо, секогаш тоа не си ни плачало, не си не загледувало, така да мислам дека ние во тој дел сме задоволни и со тоа што ги задржавме на некој начин цените, не дојде до тоа што се случи со пченицата барем. Ќе остане и старото решение за отплата на грозието во рок од 6 месеци. Доколку не се почитува тој договор, за винариите ќе има казна од 10%. Процесот на откупот на винското грозие ќе го регулира инспекторатот за земјоделство. Законска обврска ќе биде обврска и за нас како инспекторат да го следиме целиот процес на откуп на винското грозие и таа обврска ќе следиме од самиот почеток до крај. Значи без селективна примена на законот ќе го следиме целиот процес и она реална вредност на самиот продукт да биде реално нормално и платена согласно измените на законот доколку стапат во сила.
Најголем дел од винското грозје се произведува во Тиквешијата и откупот на грозјето е важен за екзистенција. Се проценува дека овогодинешниот трод ќе биде 180 милиони килограми. Лозарите се задоволни што ги задржаа ланските цени. Добар е ми договор за тоа што задржаме таа цена која ние посекуваме, ние таа цена ја барам. Задоволни сме сега што решија ќе ни исплатат на 3 пати, на 3 рати. Со тоа што министерството го прави, ќе контролира таа исплата која за нас многу битна е. До сега немаше таква контрола и многу луѓе изгореа. Министерството и инспекторатот ни помогна во тоа да најдеме заеднички јазик. Меѓутоа сега више тек најдеме заеднички јазик со винариите и таа цена на ланската цена прилагодиме. Сега тука више малце што 19 од 20 одиме и 17 од 18 што одиме. Меѓутоа па и винариите имале голема залика на вино, така да може и они добро да поминат, а и ние да не изгубиме многу. И винарниците и откупувачите на грозје се согласни за договорените цени. Оваа средба значи надминување на состојбата, договореното да биде испочитувано. Со измените на законот, земјоделците се заштитија од нивното манипулирање од страна на трговците и од неизвестноста по која цена ќе го продаваат своето производство. Трговците кои вршат откуп мораат да ги истакнуваат минималните цени по кои ќе купуваат земјоделски производи во наредните 7 дена. Земјоделците се заштитија од дневното манипулирање од страна на трговците и од неизвестноста по која цена ќе го продаваат своето производство со измените на законот. Откупот на земјоделските производи се врши со минимални цени кои важат една недела. Со измените се забрани дневното намалување на откупните цени на сите земјоделски производи, па на тој начин трговците кои вршат откуп мораат да ги истакнуваат минималните цени по кои ќе се купуваат земјоделските производи во наредните 7 дена без да ги намалуваат. Неделните цени можат да бидат поголеми, но не може да бидат помали од истакнатите. Монополската положба и однесувањето на откупувачите, кои намалувањето на цените го прават и неколку пати дневно или секој ден во текот на откупот, доведе до воведување поради жалбите на фармерите. Контролата на терен покажува дека оваа законска одредба на откупувачите се почитува, оценува Државниот инспекторат за земјоделство. Денеска во општина Неготино се одржа првата информативна работилница за 25 постојани пчелари. По завршувањето на денешната работилница ќе започне обуката на новите пчелари, преку која тие ќе се запознаат со се што е потребно да знаат да започнат свој бизнис со производство на пчелни производи. Во рамките на реализацијата на проектот Поддршка и развој на економијата на пчелни производи во прекугранична област кој е финансиран преку ИПА програмата Македонија-Грција, во општина Неготино денеска се одржа првата информативна работилница за 25 постојани пчелари. На оваа информативна работилница од страна на стручни лица, како и на лица од Одделението за локален економски развој при локалната самоуправа, присутните ќе бидат запознати со начинот на изведување на обуката, што се ќе содржи обуката и слично. Инаку неодамна беше одржана уште една ваква информативна работилница на која присуствуваа 25 пчелари почетници. По завршувањето на денешната работилница ќе започне обуката на нови пчелари, преку која тие ќе се запознаат со се она што е потребно да знаат за да започнат свој бизнис за производство на пчелни производи. Токму тоа е и целта на овој проект, што е можно поголем број заинтересирани млади лица од Неготино да започнат да се занимаваат со пчеларство и со производство на пчелни производи и со самото тоа да обезбедуваат екзистенција за себе, за семејството и слично. Со завршувањето на обуките и искористувањето на можноста за започнување на сопствен бизнис преку одгледување на пчели и пчелно производство, пријавените кандидати имаат можност да обезбедат лична или семејна екзистенција, што впрочем е и основната цел на овој проект. На регионалниот пат Куманово Свети Никола синоќа се пронајдени 9 мигранти од Авганистан кои легално ја преминале грчко-македонската граница. Мигрантите се задржани во полициска станица Свети Никола за понатамошна постапка, информираат од МВР.
9 мигранти од Авганистан кои легално ја преминале грчко-македонската граница се пронајдени во патничко моторно возило на регионалниот пат Куманово-Свети Николе синоќа 15 минути пред полноќ. Во полициската станица Свети Николе било пријавено дека на патот Куманово-Свети Николе во близина на автобуската постојка за село Мездра во нивата имало патничко моторно возило Mitsubishi Galant со германски регистарски ознаки. Полициските службеници излегле на местото на настанот, при што во возилото биле затекнати 9 мината мигранти, а возачот избегал. Мигрантите се задржани во полициската станица Свети Николе за понатамошна постапка, информира Министерството за внатрешни работи. Се превземаат мерки за пронаоѓање на возачот и за целосно расчистување на случајот. По повеќе од 5 децении основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Свети Николе ќе добие нов кров кој ќе биде енергетски ефикасен. За оваа намена локалната самоуправа издвои 4,5 милиони денари. 4,5 милиони денари издвои локалната самоуправа за замена на старата и дотрајана кровна конструкција на општинското основно училиште Кирил и Методи во Свети Николе. Замената на салонитни плочки со современи панели е со цел заштита на животната средина и зголемена енергетска ефикасност. Како што истакнува градоначалникот Зоран Тасев, ова е реализација на уште еден проект кој е многу значаен за осовременување на условите за настава, но и заштита на здравието на децата и наставниците. По реконструкцијата на кровот, следната фаза е обнова на фасадата на училишната зграда, која ќе добие лик на современа образовна установа. Се очекува градежните работи да завршат пред почетокот на учебната година. Во понеделник ќе се одржи 55-та седница на Советот на општина Велес. Советниците ќе работат по 18 точки на дневен ред. Деталите ги има Валентина Михајловска. Советот на општина Велес во понеделник ќе одржи 55-та седница, а советниците ќе работат по 18 точки на дневен ред, од кои првата е советнички прашања. Втората точка е кварталниот извештај за извештајниот период, за период од 1 јануари до 30 јуни оваа година. Следат предлог измени и дополнување на буџетот на општина Велес за 2016-та, предлог одлука за давање на користење недвижна ствар, односно двојниот тениски терен, предлог одлука за начинот и условите за одржување хигиена од фекални остатоци создадени од запрежни возила и добиток по улиците и јавните површини во општина Велес, градско подрачје. Предлог одлука за формирање на локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во општина Велес. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Велес за 2016-та. Предлог решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта Димитрije Чуповски, Јовче Тесличков и Коле Неделковски, како и во основните училишта Благој Кирков, Јордан Хаджи Константинов Джинот, Стојан Бурчевски Буридан село Иванковци, Васил Главинов и Рајко Жинзифов од село Долно Оризари. Предлог решение за разрешување на член на Советот на млади на општина Велес. Предлог за разрешување и именување на представници на општина Велес за членови на училишниот одбор на средното училиште Коле Неделковски. Како 18-та точка на дневен ред е информацијата за движењето на акутните заразни заболувања на подрачјето на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Велес за месеците од јануари до јуни. Денеска се одбележаа 106 години од раѓањето на мајка Тереза, која на 4 септември во Ватикан од страна на папата Франциско ќе биде прогласена за светица. Државната награда мајка Тереза, која се доделува за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност, годинава ќе му биде врачена на примариус доктор Димитар Котевски. За останатите вести од земјава во приложение. Хуманитарна помош од Руската Федерација наменета за поплавените подрачја. Помошта се состои од мобилни дизелни и бензински генератори, специјални пумпи и пумпена опрема, кебиња, конзерви од риба и месо,
Хуманитарната помош е доставена со специјален авион на Руското Министерство за цивилна одбрана во редна состојба и отстранување на последиците од елементарни непогоди. Од амбасадата информираат дека деновиве специјалистите на Руското Министерство учествуваат и во доделувањето хуманитарна помош низ светот, односно отстранување на последиците од големите поплави во Централна Русија, шумските пожари во Португалија, големите хуманитарни операции за испорака на храна и лекови за цивилното население на југоисточниот дел на Украина и Сирија, како и помош по разорниот земјотрес во Италија. Директорот на Агенцијата за катастар Славче Трпески информира дека граѓаните од поплавените подрачја кои поднеле барање за легализација на диво изградени објекти, за легализација на диво изграден објект до надлежната општина, а се уште немаат доставено геодетски елаборат, од денеска ќе можат да се јават во инфоцентарот на агенцијата. Со цел пријавувањето да биде спроведено на поефикасен начин, апелираме до граѓаните пред да се јават задолжително да го обезбедат бројот на поднесеното барање за легализација кое го добиле од општината при поднесувањето на барањето за легализација, бројот на катастарската парцела на која се наоѓа дивоградбата и крај себе да имаат лична карта со цел соопштување на потребните податоци, истакнал Трпески. Оваа мерка е една од пакет мерките на владата на Република Македонија за помош на граѓаните од поплавените подрачја, која предвидува и изготвување бесплатни геодетски елаборати за лица кои поднеле барање за легализација на диво изграден објект. Расте бројот на загинати од силниот земјотрес што ја погоди Италија. Грчките царинарници во Пиреа и Солун запленија на 30 милиони шверцувани цигари. За овие и за останатите вести од светот, деталите ги има Катерина Нацава. Над 30 милиони шварцувани цигари заплениле грчките царинарници во две грчки пристаништа, Пиреа и Солун. Крајна дестинација на запленетите контейнери со шварцувани цигари требало да биде Македонија, објави Катемерини. Пратката во Солун била во два контейнера, декларирани како шишиња со вино, кои содржале 24 милиони цигари, чија вредност е 4,16 милиони евра. Во Пиреа е запленет контейнер деклариран со мебел, во кој имало 10 милиони 85 илјади цигари во вредност од околу 2 милиони евра. Според соопштението на царината, крајна дестинација на двете пратки требало да биде Македонија. Еден човек загина, а четворица се повредени во експлозија во спортски центар на југ во Белгија. Според полицијата, најверојатно станува збор за експлозија на боца со плин и нема знаци дека во прашање бил терористички напад. Две од повредените лица се во критична состојба. Експлозијата се случила по полноќ во градот Шиме, во близина на границата со Франција. Според последните информации, најмалку 268 лица загинаа, а 400 се повредени. Расте црниот биланс на загинати по земјотресот што ја погоди Италија во средата. Спасувачките тимови продолжиле да ги пребаруваат урнатините на зградите урнати во втората ноќ. Сепак стотици последователни потреси ги попречија напорите на 5000 спасувачи. Во најпогодениот регион е прогласена вонредна состојба. Потрагата по преживеаните под урнатините се уште трае. Утрово надлежните за наоѓање на што поголем број на преживеани лица беа разнишани од уште еден потрес. Утрово земјотрес со интензитет од 4,7 степени по Рихтер ја погоди околината на градчето Аматриче во централна Италија. Италијанскиот премиер Матео Ренци вети 50 милиони евра за обнова. Најмалку 11 лица загинаа, а 78 се ранети во денешниот напад врз полициски контролен пункт во градот Джизере во југоисточна Турција, пренесе турската телевизија НТВ. Според државната агенција Анадолија, нападот е извршен од Курдската работничка партија, која веќе 3 децении се бори за курдска автономија и изведува речиси секојдневни напади врз силите за безбедност по прекршувањето на примирието во јули минатата година. Джизере се наоѓа во провинцијата Ширнак, што се граничи со Сирија и со Ирак. Во таа област мнозинството се курди.
Денеска имавме сончево време со мала до умерена локална облачност и максимална дневна температура до 33 степени. Метеоролозите најавуваат сончев и топол викенд. Да ги погледнеме деталите. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно!